Одлучивме преку оваа пресконференција да и се обратиме на македонската јавност со цел да ги искажеме нашите ставови во врска со два немили настани случајни неодамна во нашата средина. Кражбата на драгоцени археолошки предмети од Музеот на Македонија и неправедното осудување на нашите колеги вработени во таа установа. Досега истото представуваше тема на пресконференции исклучиво на Министерството за внатрешни работи и на јавното обвинителство, за што и се извинуваме на македонската јавност. Воедно го користиме овој повод да иницираме поширока јавна дебата за многу наталожени проблеми во сферата на археологијата, професијата на која припаѓаме, а која е задолжена за откривање, проучување, заштита и презентација на културното наследство на нашата држава. Но во овој момент исклучително е важно да го соопштиме нашиот професионален став за проблемите поврзани со отуѓувањето на културното наследство во контекст на непријатните случувања во изминатите неколку години. Почитувани граѓани, македонската археологија не представува копање, крадење, продавање и отуѓување на националното археолошко богатство. Таа не треба да се изедначува со несовесното работење, пречекорувањето, искористувањето или какво било друго злоупотребување на службената положба и овластувањата на вработените во музејските институции, Универзитетот или Министерството за култура. Меѓутоа, се додека се во сила нестрекни, неевропски и неспроведливи законски и подзаконски решенија, а се однесуваат на културното наследство и неговата заштита, се додека жестоко се казнуваат музејски установи и нивни вработени, без да се постави елементарното прашање од страна на креаторите на вакви закони. Како е можно сите музеи во оваа држава во долга низа години да грешат на истоветен начин, се додека манипулативното толкување на овие закони внесува наши почитувани и честни колеги во притворските и затворските одделенија, се додека нема јасно дефинирана стратегија за заштита на културното наследство, што ќе биде донесена после една обсежна и транспарентна стручна дебата, се додека буџетските средства за заштита на културното наследство варираат со брзина од 0 до 100 и назад до 0, во целосен дисбаланс со институционалните капацитети и потреби, се додека депоата на македонските музеи се импровизирани простори што не ги исполнуваат основните стандарди и наместо да ја обезбедуваат, ја загрозуваат безбедноста на музејските предмети и на кустосите што работат во нив. Се додека музејските публикации и археолошките научни трудови и студии се објавуваат при речиси празни и неупотребливи стручни библиотеки, се додека неукиот збор е замена за стручното знаење и научното толкување, се до тогаш ќе остане горчливиот факт дека наместо вистинските виновници на обвинителната клупа се најде самото културно наследство, понижено, незаштитено, изнесено преку граница, украдено секогаш од непознати сторители. И соопштуваме на македонската јавност дека најрешително ќе се бориме за дигнитетот на нашата професија, за археологијата како фундаментална наука за човекот. Со наискрена човечка и професионална намера ќе продолжиме да отвараме јавни дебати во медиумите и во надлежните институции. При тоа, убедени сме дека изминатите години на интензивна работа на генерации археолози не беа залудни, дека се уште има надеж да победи вистината. Во таа насока ги охрабруваме надлежните институции да започнат ефективно да се борат против кражбите, отуѓувањата и другите форми на загрозување на културното наследство. Посакуваме што поскоро да се откријат вистинските сторители на овие недела, а украдените предмети да бидат вратени во нивната најприродна околина, музеите и јавните установи задолжени за нивна стручна заштита и презентација. Со почит, Македонско археолошко научно друштво.